вечер, почитувани гледачи. Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Во него ќе гледате патно поврзување на Пониква и Носоговските планини со проект на владата за регионален развој. Започнаа деновите на медот во Кочани, иако со пониска цена по барувачката мала. Ќе стартува со работа заедничкото јавно предпријатие Пониква на општините Кочани и Пробиштип. Доделени наградите во Основното училиште Никола Карев на тема Мојот татко, мој херој. Кај манастирот Свети Василий на Пониква започна изградбата на трапезаријата со конаци. Утре стартува втората футсал лига. Кочани ја пречекува екипата на ФИФИ од Пробиштип. Во недела ќе се одржи меморијалниот турнир во борење Андонов Колев. Учествуваат 7 боречки клуба од Македонија. Со содржините од Дневникот се враќаме веднаш после рекламите. Гледајте не. Голема продажна акција на Тигар Метал. Оценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Патното поврзување на Пониква и на Осоговските планини со општините кои гравитираат кон неа наскоро ќе биде реалност. Владата планира изградба на неколку патни правци со кои општините Крива Паланка, Кочани, Кратово, Пробиштип и Македонска Каменица преку Пониква заемно ќе се поврзат. Патното поврзување на Пониква и на Осоговските планини со општините кои гравитираат кон неа наскоро ќе биде реалност. Во развојните планови владата планира изградба на неколку патни правци со кои општините Крива Паланка, Кочани, Кратово, Пробиштип и Македонска Каменица преку Пониква заемно ќе се поврзат. Ние успеавме да го наметнеме прашањето за патно поврзување на сите 6 општини кои што гравитираат на Осоговието и за еден дел од Пониква, тоа се општините Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Пробиштип, Кочани и Македонска Каменица. Тука се и другите кои што не се директно поврзани, како Штип, Куманово, Струмица, помалите општини од околината. И мене ме радува дека влегува во програмата на владата и дека заеднички ќе настојуваме да ги поврземе преку Осоговијата сите овие општини кои што ги набројав и ќе ги скратиме патиштата едноставно за комуникација меѓу луѓето. Тоа воедно ќе значи и подготовка, односно основа за развој и на зимскиот и на летниот туризам, бидејќи знаеме дека тоа е главната основа за сите случувања што понатаму треба да се случува. Патното поврзување на овие општини и на општините од источниот и североисточниот плански регион ќе значи многу за развој на туризмот во овој дел на Осоговијата, а природните богатства на планината да бидат поблиску до граѓаните. Денови на медот по 16 пат во Кочани. Со песни и игра градскиот парк деновиве ќе изобилува со медарски производи од разни краишта ширум државата. Купувачите имаат голем избор, но пчеларите делат и став. Медот наевтин досега, а побарувачката мала. Денеска по 16 пат започна манифестацијата Денови на медот во градскиот парк во Кочани. Оваа година на повеќе штандови со шумски и планински мед беше изложен целогодишниот труд на пчеларите од регионот, па и пчеларите гости кои го пласираа својот труд пред кочанчани. Богат избор на мед од сите врсти, малешевски, осоговски, битолски и пробиштипски. Сите изобилуваат со свој посебен вкус, но исто дејство, чувари на здравието на човекот. Организаторот е задоволен од бројката на пријавени пчелари на оваа кочанска манифестација, но сепак вели дека претходните години потрошувачката и побарувачката на мед била драстично поголема. Гости имаме од Прилеп, од Битола, од Скопје имаме гости, од Берово, од Штип, од Пробиштип имаме гости, значи делимично цела Македонија е офатена. Ова манифестација се врши ја правиме за да биде интересно за народот, да знае дека медот не е само лек, тука е храна. Кој го консумира медот е здрав и витален. Цената е оваа година 250 денари. Мислам дека е најреална цената. Оваа година е стварно лоша година беше, почетокот беше добар, после лошо искуши, али тоа е тоа. Викаме Божја работа е тоа. Чим сме под ведро небо, тоа е. Ванчо Кировски веќе 20 години се занимава со производство на мед и по 6 пат учествува во оваа манифестација. Како еден доста угледен пчелар во Кочанскиот регион кој произведува квалитетен мед, кој што е далеку познат, го дели ставот со колегите пчелари дека цената е достижна, но бројот на купувачите од година в година се намалува. На прашањето дали се исплаќа работата со овој бизнис, еве што кажа тој пред нашата камера. Пчеларам со селидбено пчеларство и од тие причини имам приноси на мед подобри од просекот ова година што е. Меѓутоа кај колегите има намалување на приносот, посебно на стационарното пчеларење. Задоволен не сум, бидејќи кај мене е 50% помалку од минатата година. Манифестацијата дополнително ја збогати настапот на дечињата од градинката Павлина Велјанова, клон 1 и клон 2, кои во чест на медот кој велат дека го консумираат секојдневно, рецитираа и пееа детски песнички. Едно околу што се согласуваат пчеларите е дека медот и многуте производи кои се прават со негова помош се лек за сите бронхопневмонични заболувања, алергии, грип и така натака. На поголем дел од изложените продукти од мед можеа да се забележат разни напитоци, маст, саќе од пчели и сите тие на некој начин лечат од секакви заболувања. Оваа година медот е со своја стандардна цена која се движи од 250 до 300 денари во зависност од неговата сорта. Таа е саемска цена, 250 денари моментално.
медот. Иначе медот е 300 денари го ние даваме, ма тука пошто е саемска цена 250. Една лажичка мед и 1000 грама здравје. Несомнено, секој семеен буџет може да си дозволи 250 денари за една тегла мед, која би значила појак имунитет за сите во домот, поготово за најмалите кои се најчестите конзументи на медарските производи. За повеќе енергија и имунитет, постојано конзумирајте мед. Започна традиционалниот кочански панаѓур кој се одржува секоја година во Кочани. До недела на кочанчани ќе им се улесни джебот за неколку илјади денари. Од денес па до недела се одржува панаѓурот на кој може да се најдат голем број производи, претежно од текстил. Игри за најмалите, разни нишалки се главен инвентар. Мирисот на скара, печени костани дополнително го оправдуваат називот на настанот панаѓур. Граѓаните во голема мера го посетуваат најчесто за да се ги прошетаат внуците, да им купат по неколку печени костинчиња или шеќерна волна, па и да им платат билет за возење со бродот или балерината. Дечињата најзадоволни, а бабите малку нервозни за трошокот што до недела ќе ги удри по джебот. Убаво е, само е скапо. Скапо е, за децата е скапо. Трговците кои секоја година доаѓаат на панаѓурот се незадоволни од посетеноста на граѓаните и продажбата за првиот ден на панаѓурот и тие јавно го искажуваат своето незадоволство. Оваа година послабо некако. Немаат луѓето пари и така. За следните 2 дена се очекува поголема посетеност на панаѓурот, а со тоа и поголем профит за трговците кои се желни за собирање што повеќе пари и што поголема продажба на робата која тие ја нудат. Ке стартува со работа заедничкото јавно предпријатие Пониква, кое ќе се грижи за развој и унапредување на туризмот на спортско-рекреативниот центар Пониква. Го формира општините Кочани и Пробиштип. Општините Кочани и Пробиштип со заедничка одлука го формираа заедничкото јавно предпријатие Пониква, кое ќе се грижи за развој и унапредување на туризмот на спортско-рекреативниот центар Пониква. Советите на општините Кочани, на нашата општина и на општината Пробиштип донесоа одлука, останува формалностите да се завршат бидејќи тоа е прв таков проект во Република Македонија да имаме заедничко јавно предпријатие, па се поставуваат многу прашања. Очекуваме дека во наредните 2 седмици работата ќе биде целосно завршена, односно до крајот на некаде до средината на месец ноември ќе имаме формирано предпријатие и ќе биде изберено раководство. Инаку по двајца од општините Кочани и Пробиштип беа на почетните обуки, ќе бидат на дополнителните обуки кои што ќе се спроведат за целата оваа машинска опрема која што се истовара денеска. Деновиве на Пониква пристигне опремата за идниот ски центар и за сноуборд патеката, која во износ од 1 милион евра е донација на МЕПСО. Можеме да очекуваме кога се спуштат температурите и ако немаме снег, значи со овие топови да го имаме вештачкиот снег и да едноставно ја отпочнеме сезоната и порано од она што го предвидува природата. Новото заедничко јавно предпријатие Пониква ќе работи со почетен влог од 10.000 евра, кои ги обезбедија по половина општините Кочани и Пробиштип. Стартот на предпријатието е закажано за наредниот месец. Добар почеток за 20 на ромски дечиња. Проект на Ромскиот едукативен фонд кој на ромчињата ќе им обезбеди бесплатни услуги во Виничката градинка Гоце Делчев. 20 на ромски дечиња бесплатно ќе ги користат услугите на Виничката градинка Гоце Делчев во Виница, како дел од проектот Добар почеток, кој финансиски е поддржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Освен овој, неодамна стартуваше и проектот Инклузија на деца роми, со кој се овозможи бесплатна градинка за околу 50 на ромчиња. Македонските и ромските деца веќе години наназад заеднички се вклопуваат во образовниот систем и заеднички го изучуваат македонскиот јазик, кој пројавува потешкотија во неговото совладување само за ромчињата кои исклучиво зборувале на ромски во своите домови.
Од градинката информираат дека годинава превозот на децата ќе им го плаќа Ромскиот едукативен центар, а ќе се плаќаат и 2 негувателки. Мешаните групи на ученици во Виница не се проблем за воспитувачките од градинките, затоа што, како што тие велат, на тој начин се запознаваат 2 култури, 2 јазика, се разменуваат знаења и задоволство им е да работат со групи во кои се мешаат 2 националности. Овој бенефит ромите во Виница го користат 8 година поред, а низ процесот на инклузија досега поминале преку 200 ромски дечиња. Се доделија наградите за најуспешните стихотворби од Основното училиште Никола Карев на тема Мојот татко, мој херој. Конкурс кој го распиша литературниот клуб Копнеш и библиотека Искра во соработка со ова училиште. Денеска во просториите на Основното училиште Никола Карев се доделија наградите за најуспешни стихотворби, напишани од учениците од ова училиште, на тема Мојот татко, мој херој. Конкурс кој го распиша литературниот клуб Копнеш во соработка со јавната општинска установа библиотека Искра и Основното училиште Никола Карев во чест на денот на таткото. Прво наградените заслужно си добија дипломи, а учесниците пофалби за учеството на конкурсот. На учениците им се обратија членовите од литературниот клуб Копнеш со читање на авторска поезија и им посакаа уште многу успеси на сите оние кои планираат да продолжат да се занимаваат со пишување на поезија. Следејќи ги сите литературни конкурси кои што се случуваат, нешто досега е се веќе како да кажеме, да не речам дека е видено, меѓутоа сакавме нешто поразлично од сите други. И затоа решивме оваа година нашето училиште да распише литературен и ликовен конкурс на тема Мојот татко, мој херој. Некако темата е нова за учениците и најден одзив што нас искрено не радува и самите слушавте дека имаше доста интересни стихови и навистина убави текстови. Мојот татко е мој херој, што би правел без тато, се само дел од стиховите со кои децата ја искажаа својата љубов кон татковците преку неколкуте напишани стихови со кои си добија и пофалници од наставниците. 5 дена филмски спектакл. Започнуваат проекциите на филмот Балканот не е мртов во Центарот на култура Бели Мугри во Кочани од 29 до 2 ноември. Започнуваат проекциите на играниот филм Балканот не е мртов на режисерот Александар Поповски. Нивниот старт е означен за 29 овој месец. Проекциите ќе се одвиваат во Центарот за култура Бели Мугри во текот на 5 предвидени дена со почеток во 20 часот. Директорот Куце Стојменов очекува задоволителна посетеност и на овие трети проекции поред, покрај веќе емитуваните Соба со пијано и детските цртани филмови. Продуцентот Кино Око и дистрибутер, значи ни даде можност да го прикажеме филмот колку е можно порано, значи да избегнеме неги ладните денови што престојат, но и да бидеме во текст со оние проекции што се случуваат во Македонија меѓу првите градови да го прикажеме. Ние сме задоволни од тоа, бидејќи публиката се полека се враќа, значи сепак сака да гледа филмови. Веднаш по завршувањето Центарот за култура Бели Мугри продолжува со емитување на културни настани, се со цел подигање на свеста кај младите и поголема нивна вклученост во манифестации од ваков тип. Следно на сцената во Центарот за култура ќе ја видиме проекцијата на рускиот филм. Почетокот на месец ноември од страната на Филмски фонд на Македонија определен за рускиот филм, значи тоа се мислам 5 или 6 филмови, значи се уште немаме конкретни информации за нив, само не најавија, значи да не планираме никакви други настани, односно филмски проекции, значи од 3, односно 4 проекциите ќе почнат. Инаку далеко прочуениот филм Балканот не е мртов е направен под режисерската палка на Александар Поповски, а сценариото го напишаа Дејан Дуковски, Александар Поповик и Ана Ласик. Главните улоги ги толкуваат Никола Ристановски, Драган Костадиновски, Јордан Симонов, Никола Ацески, а како специјален гостин се појавува Раде Шербеџија. Несомнено, ова ќе биде уште еден филмски спектакл прикажан во Кочани. Оставен на забот на времето, манастирот Свети Василий на пониква на Осоговските планини веќе започнал да се уништува. Деновиве до манастирот се градат трапезарија и конаци.
Манастирот посветен на Свети Василий, сместен на надморска височина од 1560 метри на пониква на Осоговските планини, е отворен секојдневно за посетителите и верниците. Сликата што можевме да ја забележиме деновиве е повеќе од поразителна. Оставен на забот на времето, манастирот Свети Василий веќе започнал да се уништува. Во надворешниот дел, трагите од влага и распаѓање се повеќе од видливи. Во внатрешниот дел, насликаните фрески им подлегнале на влагата и се наоѓаат во фаза на распаѓање. Влагата веќе навлегла длабоко под зидовите на манастирот и го уништува насликаното, кое со голема љубов и човеколюбие го даруваа одредени граѓани на Кочани. За заштита на манастирската зграда час поскоро ќе треба да се превземат одредени активности, за да не се уништи и она што е веќе создадено со донација на бизнисмените и граѓаните. Инаку деновиве до манастирот започнаа градежните работи на изградбата на трапезарија и конаци. Во основата од источната страна ќе бидат сместени подрумските простории, на приземјето трапезаријата, а над неа ќе се градат конаци за сместување на верниците. Полициската станица од Кочани поднесе кривична пријава против лицето со иницијали ВЈ од Кочани за сторено кривично дело проневера во службата. Полициската станица од Кочани поднесе кривична пријава против ВЈ 40 годишен од Кочани, содружник во ИГМ градба Доел Кочани, за сторено кривично дело проневера во службата. Во периодот од ноември 2012 до октомври 2013 година, пријавениот со бизнис дебитна картичка, која му била дадена на користење и располагање за потребите на друштвото, истиот ја користел за своји лични потреби, односно купувал разновидна стока за себе, а подигал и готовина од банкомати. На овој начин пријавениот се стекнал со противправна имотна корист од 1.642.944 денари на штета на друштвото ИГМ градба Кочани. Утре стартува втората македонска лига во футсал. Екипата на Кочани е домакин на екипата на ФИФИ од Пробиштип. Утре со почеток во 16 часот и 30 минути во спортската сала на Основното училиште Никола Карев стартува втората лига во футсал. Екипата на Кочани е домакин на екипата на ФИФИ од Пробиштип. Самите правила од Фудбалската федерација дозволуваат да фудбалери како од прва македонска фудбалска лига, втора и трета, земат учество и во футсал лигите во прва и во втора лига. Тоа право ние го искористивме да со неколку фудбалери од фудбалскиот клуб Осогово направиме договор с погодба да настапуваат и за двата клуба и од тоа очекуваме само позитивно и за двата клуба. Значи со редовни тренинзи во двата клуба, со надпревари солидни, да едноставно добијат и двата клуба на квалитет. Претседателот на клубот Владко Димитровски истакнува дека се е подготвено за стартот на лигата и надпреварот против екипата од Пробиштип. Како претседател на клубот апелирам до граѓаните на општина Кочани во што помасовен број да дојдат и да ни дадат поддршка, пошто истата ќе ни биде наопак. Со надпреварот Кочани ФИФИ започнува втората лига во футсал, во која екипата на Кочани е дебитант. Женската репрезентација на Македонија утре на градскиот стадион во Струмица ќе го одигра надпреварот со екипата на Чешка. На градскиот стадион во Струмица утре женската репрезентација на Македонија ќе го одигра надпреварот со екипата на Чешка. Во таборот на репрезентацијата се и 7 фудбалерки од екипата на Кочани. Нашата група е релативно тешка. Тука се Италија, Шпанија, Румунија, Чешка и Естонија. Ама сега доаѓаме на екипи каде што се многу посилни, поквалитетни, пофудбалски, спремни во сите елементи од фудбалската игра. Ние се трудиме да се спротивставиме колку што можеме. Што се однесува до девојките, па претежно сега се составени од два клуба, тоа е Кочани, од Кочани фудбалската екипа и Струмица, Тиверија, Струмица и Статов, Тиверија и Статов и така. И имам 4 интернационалки, кои 3 играат во Германија и една игра во Јагодина. Односно се 5, да не погрешам, и Накшије, која игра во Маđарска, таа сега отиде брзо. Значи имаме 5 интернационалки.
Нас ни фала 3 девојки за да имаме супер екипа, да можем да се спротивставуваме и со појаките. Тоа е Петрова Младена која е оперирана, Арсова Милка која е оперирана и Андреева Ленче која се спрема да се оперира. Можем да кажем дека се тие клучни девојки кои што стварно ни требаат. Тогаш можем да кажем дека македонската репрезентација има веќе и искуство и може да се носиме со постарите, односно со појаките екипи. Во селекцијата на македонската женска репрезентација за прв пат настапува и Ана Веселинова од екипата на Кочани. Претходно играв во U19 и сега имам повик во А. Ќе давам максимум од себе. Пред се тоа е чест да се игра за државата, да, за македонската репрезентација и играм од срце. Понад преварот со селекцијата на Чешка, македонската репрезентација во среда настапува против селекцијата на Естонија. Во недела во спортската сала ќе се одржи традиционалниот турнир во борење слободен стил Андонов Колев. Ќе учествуваат 7 екипи од Македонија. Во организација на боречкиот клуб Спартак од Кочани, боречката секција Спартак од Оризари и семејствата, на 27 октомври во спортската сала во Кочани по 17 пат ќе биде организиран меморијалниот турнир во борење Андонов Колев. Турнирот се организира во чест на прерано починатиот борач и тренер на младинската екипа на Спартак Ангел Андонов, како и во чест на борачот и боречкиот судија Димитар Колев. И двајцата оставија траги во борењето во Кочани, а името на Спартак го пренесоа и на меѓународен план. Годинава на турнирот ќе учествуваат борачи, пионери, кадети и младинци од 6 клубови на Република Македонија, и тоа од Балканец Штип, Бучим Радовиш, Тигар Скопје, 7 мај Прилеп, Неготино од Неготино и домакинот Спартак од Кочани. Во недела трето лигашите ги играат на преварите од 11-тото коло. Осогова и гостува на Каменица Саса, а на другите надпревари се среќаваат Слога Карбинци, Чешиново Работник, Напредок Здравје Беласица, Тркања Баби, Брегалница Голак Јака и Астибо Рудар. Сите надпревари започнуваат во 14 часот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.